Нашата тема денес, или воопшто во овие 3 предавања се вика Живот без страв. Не се плашам, дури и не се плашам од смртта. Дали е тоа можно? Тоа е денес темата. И сега, наредниот пат ќе зборуваме за мојкта на Исус над смртта и реалноста на воскресението и што прави тоа со мојот страв. Под наслов Исус рекол, бидејќи јас живеам и вие ќе живеете. Што прави тоа со мојот страв? Наредниот пат. И на третото предавање, од страв кон мир. Од стравот кон мирот. Како функционира, како оди тоа. Тоа се 3 теми. Се надевам, и тоа е една целина на некој начин. Се надевам сите 3 да ве интересират. И сега значи живот без страв, и сега сигурно вие мислите, Алекс, кажи, биди искрен. Дали ти живееш без страв? И морам искрено да ви кажам, кога одлучив да зборувам за ова тема, веднаш ме фати страв. Дали можам соодветно да зборувам за ова? Кој би бил тој, кој вели јас не се плашам? Каменот на улица не се плаши. Тој не е жив, тој нема свест. Јас знам да се плашам, окей? Не сум многу херојски храбар човек, можам да кажам. И како што ви реков, веднаш бев загрижен дали можам сега тука да споделам со вас, не доаѓате тука да ви играм мајта, не. Туку тоа е сериозно прашање. И што мени ми помага е тоа, јас тука не сум терапевтот. Не сум некој гуру, кој сознал, не знам што, тајни сознанија, и јас сега знам како се живее без страв. Туку, јас самиот сум пациент. И сакам да зборувам за терапевтот, за лекарот. И тој, значи, јас самиот сум на третман. И не давам добри совети. Немам намера да давам добри совети. Туку заедно ќе го читаме Божјото Слово. Заедно ќе прашаме што вели Бог за ова тема. И јас се спасив. Тоа што тоа можам да го правам. Што вели Бог? Дали Господ Бог има нешто да каже во однос на таа тема? И би сакал да ве провоцирам, можам да кажам, или да отворам апетит, да прашаме што вели Бог во целиот наш живот. И ако тоа ве интересира, дали сакате да знаете што Бог има да каже за големите теми во нашиот живот, големите крупни животни теми. И знаете, добро е ако Бог, вистинскиот жив Бог, кажува нешто за некоја тема, тоа е последниот збор. Дали понекогаш гледате кој ќе биде милионер? Ја? Последен одговор. Така е. Последен одговор. И така е, ако Бог дава одговор на некое прашање, или Бог кажува нешто за некоја тема, тоа е така. Од неговата страна. Сега, прашањето е дали ние тоа ќе сакаме да го прифатиме, дали ние сакаме да му веруваме, што Бог го кажува тоа. Не Алекс, оној германецот. Туку Бог. Единиот жив и вистински Бог го кажува тоа, дали тогаш сум спремен тоа да го верувам, да имам доверба во тоа. Тоа е големото прашање. Значи, во овој нашиот свет, ако не спиеме, треба да имаме добри, реални причини да не се плашиме. Можеме да гледаме ова слика. Чекај. Ајде да одиме. Ова слика, дали на ова слика има нешто, некоја причина да се плаши девојчето? Има.
има еден лав. Ja? Многу е убав лавот. Многу е убав. Колку што подолго го гледам, што повеќе ми се допаѓа ова слика. Лавот е убав, ама опасен. Ja. Значи имаме причина. Ќе ви кажам, од мојот крај во Германија, еден млад човек во Африка беше изеден од лавови. Се врати само неговата глава. Тој спиеше во некоја ограда, од каде што се гледа животни, и не спиеше во колата, туку мислеше се е безбедно, ограда има, спие надвор, таму да не е толку жешко. Две стари вакви пензионирани лавови, што веќе не можат да ловат нешто силно брзо, изгледа го мириса, го слушам јас, скока преку оградата. Лавици. Две лавици. Машки беа. Стари машки. Мислиш дека тие не работат? Ти реков пензионирани. Не знам. Не е важно, лавови се опасни. Okay? Лавови се опасни. Дали на ова слика гледаме една причина ова девојче да не се плаши? Има стакло. Има дебело, специјално стакло. Јас имам бидено во една зоолошка градина, каде што има лавови, и јас тука стаклото дебело, не се плашив, замисли. Знаеш? Имам причина зошто стаклото. Стаклото е дебело, покажано, се надевам, одговорни луѓе го имат инсталирано. Има причина да не се плашам. И така во овој нашиот свет, самите знаеме, има многу опасни работи, опасни нешта и причини да се плашиме. Имаме, нели, војни, болести, рак, корумпирани влади, криминалци, вулкани, земјотреси, ние битолчани сме со земјотреси, цунами, терор, финансиски кризи, банките пропаѓат, и ние имаме и битолските шофери, возачи. А понекогаш и некој германец вози опасно, окей? Сакам да кажам, има опасни работи, причини да се плашат. Јас, кога излегувам со точакот, сум свесен дека сум во опасност, окей? Сум свесен. Да, и замисли, дури сето тоа да го нема, да живееме во некоја идеална средина, каде што е се безбедно и нема сите овие работи, на крај, сепак, старееме и на крај не чека смртта. Тоа се фактите. А и во однос на таа тема, старење и смрт, ни треба добри причини да не се плашиме. И за тоа денес ќе зборуваме, вториот дел од ова предавање. Мораме да спомниме дека стравот има и позитивна страна. Страв од казна прави нашиот живот да биде посигурен. Ако криминалците веќе немат страв од казна, тогаш навистина станува тежок животот. Или страв од некоја несреќа. Не тера да сме многу предпазливи, да внимаваме. Не е тоа лошо. Имаме стравови кои се оправдани. Има стравови кои се наметнати или ние измислени. Страв се користи како оружје. Начин да се контролират луѓето. Имаме страв од климатската катастрофа, страв од пандемија. Стравот може да го уништи нашиот живот. Имаше еден филм во Германија, стравот јади душа. Стравот ја јади душата. И тоа им се случува на многу луѓе. Во Германија психиатриските установи се преполни и за долго време се веќе букирани, се вели, букирани. Не можеш да добиеш термин. Има многу луѓе кои страдат од секакви тип на страв и вакви психички пореметувања. И што да правиме? Дали можеме стравот да го
угасиме некако, да го отупиме, да го исклучиме, да го заспиеме. Па почнуваме да земиме лекови, дроги, алкохол, ракија. А каде ме носи тоа? Колку ракија е потребно да издржиш овој живот, нели? Постојано да си под влијание, да имаш свој ниво, колку постои во крвта мораш да имаш, за да издржиш во овој живот. Постојано под дрога, постојано под такви работи. И сега, што имам јас, што имаме ние како христијани да кажеме за ова? И сакам да кажам прво, сме реалисти. Има опасни нешта. Има опасни нешта. Лавот е лав, тој е опасен. Јас би сакал да се соочам со овој лав само низ дебели стакла или низ решетки. Кога лавот шета и некој си собственик вели мирене, не знам дали ова ќе ме смирува на вистина. Не каса, најчесто. Постојат реални опасности и дури и луѓе, верници во Бог, знаат да се плашат. Значи, ова е еден цитат од апостолот Павле. И тој вели, откако дојдовме во Македонија, од сите земји замисли Македонија, нашето тело немаше мир. Туку од секаде бевме во неволја, однадвор борби, внатре стравови. Иако Павле вели дека имале стравови, што имам јас да кажам сега? Апостолот Павле го вели ова. Тоа е реалноста. Постојат реални опасности, загрозувања да речам, и Павле ги знаеше, светиот апостол Павле. Ама веднаш ќе читаме еден цитат. Самиот Исус Христос вели на своите ученици: ова ви го реков за да имате мир во мене. Во светот имате неволја, но бидете храбри, јас го победив светот. Значи, тука гледаме да и луѓе кои му веруваат на Бог и кои го следат Исус Христос, кои веруваат во Исус, знаат за неволи, за стравови, за проблеми. Ама Исус вели, бидете храбри. Со други зборови, имате добри причини да не се плашите. Односно да бидете храбри. Храбро да се соочите со работите. Јас го победив светот. Значи, на реалните опасности на едната страна, напротив нив, стои еден реален, семојќен, добар Бог. И тој ги познава моите стравови. И тој има одговор за нив. И дури самиот, преку Исус Христос, се соочи со тие опасни нешта и вели, јас го победив светот. Исус направи нешто со овие услови, со овој свет во кој што живееме, опасен свет. И сега врз база на тоа што тој направи, тој вели, вие кои верувате во мене, бидете храбри. Јас го победив светот и тоа има нешто за вас, нешто многу важно. Значи, ние денес не зборуваме за техники. Знаете, живот без страв, гуру некој ти кажува техники, психотехники, како се снајдуваш со стравот. За тоа денес не се работи. Јас не би знаел што да ви кажам. Диши длабоко, надевај се да помине, не знам што би рекол. Не се занимаваме со тоа, верата е опиум за народот. Мораме да ги отупиме луѓето со некои бајки, самите да се смириме со нешто нереално. Туку, сакам да зборувам како една лична
еден личен однос со Бог, со реалниот вистински Бог делува врз нашите стравови. Зборуваме за една личност. Исус вели, јас го победив светот. Кој е тој кој вели, јас го победив овој свет? Кој е тој? Това е темата. Тој Исус и еден личен однос со Него. Исус вели за себе, мене ми е дадено сета власт и во небото и на земјата. Таа личност сака да има еден личен однос со нас и што ќе прави тоа со нашите стравови. Тоа е темата. Јас се сеќавам, едно од најраните сеќавања во моето детство беше, мислам дека имав 5 години, и моите родители мора да ме остават сам дома. И тоа беше дали во есента, дали во зимата, дали во пролета. Горе од куќата можеби 100 метри има една темна шума борова и ветерот дуваше и шуштеше вака шумата. И јас бев сам во трпезаријата и кај нас трпезаријата беше отворена, мислам, скалите отворено одат долу во предсобието каде што се влегува и таму долу беше темно. И јас сум дома и таму темно и надвор шумата шушти и јас се плашив. Мислам, се свиткав така како куче на една клупа и плачев и заспав така. А кога дојдова моите родители, стравот беше решен. Тогаш Алекс веќе не се плашеше. Шумата уште шуштеше и долу уште беше темно. Ама, поради тој однос со моите родители, јас се чувствував веќе веднаш сигурен. И така, личниот однос со една личност. Со личноста Исус Христос, со Бог. Како се добива личен однос со Бог? Со слушање. Ако Бог зборува, го слушам. Нели? Ако сакаме да се запознаеме после, зашто ве викаме на кафе, да се запознаеме. Значи, некој кажува нешто, јас го слушам, после јас кажувам нешто, тој ме слуша. И така се запознаваме. Тоа мора да се случи и помеѓу нас и Бог. И после ќе биде вака. Го познаваш Бог толку лично, одблиску, толку добро, ти знаеш што вели тој, ти знаеш каков е тој, ти знаеш колку е тој способен и верен, дека знаеш, јас не треба да се плашам. И покрај тоа што постојат реални опасности, мојата сигурност не е во тоа што нема опасности, туку мојата сигурност е во тоа што јас сум во еден однос со тој жив и семојќен и верен и добар Бог. И ако тоа е решено, ако јас имам таков однос со Бог, и најважните животни прашања, со се живот и смрт, се решени, тогаш можам да живеам многу релаксирано. Тогаш не сум оптеретен постојано со стравови и со најлошото нешто што може да ми се случи. Туку тогаш можам, кога крупните работи се решени, тогаш можам со секојдневните, не толку крупни прашања, релаксирано, во мир, да живеам и знам што и да се случи. Што и да се случи, најкрупните работи се решени. Ако имаш таков однос со Бог, со други зборови, ти си овца која е водена од добриот пастир. Исус Христос вели, јас сум добриот пастир, окей? Го давам животот за овците. Дојдов да имат живот и изобилие. Добриот пастир те води, а не стравот ме брка. Тоа е сосема друг живот. Добриот пастир те води, го слушаш неговиот глас, тој оди напред. Или стравот те брка. Значи, сакаме да зборуваме за ова, како е животот ако си воден
ако си во заедништво и воден од добриот пастир. И пак сакам да нагласам, се работи за личен однос, а не за некоја психолошка техника. Да видиме некои изјави од Светото Писмо. Ако му верувам на Бог, ако му верувам на Исус Христос, какви изјави ми помагат? Еве тука. Апостолот Павле пишува во посланието до римјаните, имено не примивте дух на робство, за да бидете пак во страв. Павле беше евреин по потекло. И во неговата религија како евреин, стравот беше многу важен аспект. Тој многу се трудеше да биде во религијата совршен, бидејќи се плашеше од Бог, од казна. И тоа беше главна мотивација за него. Да речам ревност, ама на другата страна пак страв. И вели, откако поверувавте вие во Исус, духот што го примивте не е дух на робство, туку го примивте духот на посинување, со кој викаме Ава татко. Значи, нов однос со Бог, наеднаш Бог ти е татко. И зборот Ава, значи татенце. Најнежно кога едно дете му се обрати на својот татко. Тате. Тоа е тој збор, Аба, како ова шведската група Аба. Аба е тате. И знаете, светиот апостол Павле им пишува на тие верници во Исус, еве, ова е сега вашиот однос со Бог. Не сте во робство некако, туку вие сте синови Божи, деца Божи станавте, и вашиот однос е Бог тате. Значи, и сега, ако читаш во Библијата, од римјаните, читаш до крај во Новиот Завет и почнуваш одново во Стариот Завет, некаде во средината на таа дебела книга, ќе налеташ на пророкот Исаја. И таму Бог им вели на луѓето тогаш, како мајката што теши, така и јас ќе ве утешам. Тоа им кажува на евреите, и зборува за нивното враќање во Ерусалим, откако беа избркани од таму. Знаете, Бог ми е татко и може да ме утеши како мајка што теши. Тоа се ветувања за човекот кој е во тој близок однос со Бог. И ако ја имам тој однос со Бог, тогаш имам добри причини да не се плашам. Например, во мојата Библија, во каде што читам често пати не плаши се. Бог знае дека ние луѓе се плашиме. Ама за оние кои го слушат него и дојдува во тој однос, тој вели цело време не плаши се. Има луѓе кои имат напишано дека тоа еднаш за секој ден било во Библијата. Имаш проверено? Good. Значи, јас не сакав да го кажам, многу често го има, ама изгледа некој има броено. За секој ден, еднаш во Божјото Слово, човекот кој го слуша Бог и поверувал во Исус, добива ова Божјото ветување или утеха, не плаши се. Понатаму има многу ветувања, Бог ми ветува многу важни нешта. Тука, например, апостолот Петар го кажува тоа. Понизете се под силната Божја рака, да ве возвиши во право време. И секоја своја грижа фрлете ја на него, зашто тој се грижи за вас. Може би ти уште мислиш дали воопшто постои Бог. А Светото Писмо, Библијата, Петар ти вели, постои Бог
и тој те познава тебе, и ако ти му припаѓаш нему, тој се грижи за тебе. Бог се грижи за тебе. Замисли. Не е премногу зафатен. Извини, во гужва сум, не можам. Кај Бог тоа не постои. Ja? 24 сати на ден, 7 дена во неделата, 31 ден, дури во февруари, ja? И тоа 12 месеци годишно, Бог се грижи за тебе. Тоа е неговото ветување во Исус. Значи, ако го имам Исус во моето срце, тогаш важи за мене, сега е Бог мојот татко и тој се грижи за мене. Кога размислувам за мојот земјен татко, кој не беше совршен човек, ама беше добар татко. Ние пораснахме без мајка. Мајка ми умре многу рано и татко ми се грижеше за се. Јас како дете не знаев за нешто да ми недостасува. Тоа можам да кажам за мојот земјен татко. Тој работеше, одеше на работа, па после има домакинство, има 2 деца да се грижи за нив. А Бог е уште подобар татко. Значи, имаме услови од неговата страна, ако му веруваме, дека можеме да живееме безгрижен живот. Децата да, родителите мора да се грижат, не? Што ќе прават родителите со одговорност за деца? Еден мој пријател често пати знаеше да вели, Алекс, блазе си, кај ти капа, таму ти глава. Да. Кај ти? Глава, таму ти капа. Една глава, една... Тоа не го разбирам. Кај ти капа, таму ти глава. Значи, јас таму каде што сум, не морам да мислам многу грижи за други. После ќе го решиме тоа прашање, во моментов не можам да сватам. Ама, значи имаме услови да живееме, јас би додавал прилично, да сум искрен, прилично, безгрижен живот. Други ветувања Божи. Не грижете се за ништо. Туку во се, преку молитва и молба, со благодарност, искажувајте ги своите проспи пред Бога. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христос Исус. Еве, како човек кој го предаде животот на Исус, ова е мојата една дисциплина во мојот живот. Кога имам грижи, што ќе правам со нив? Ќе одам кај Бог, во молитва му ги кажувам моите грижи. И јас имам тоа доживеано. Го доживувам тоа, дека Божиот мир, Бог сега дава мир во тие прашања, и тие прашања се такви, што во мојот ум не можам да разбирам како може сега тоа да излезе на добро. Во моите размислувања не можам да најдам пат, а Бог има пат. Бог има можности. И тој дава мир и ветува дека моето срце и моите мисли ќе бидат во мир, ама во Христос Исус. Тоа значи преку вера во Исус Христос го имам јас ова. Тоа не е некоја техника, туку со односот со Христос, со односот со Исус, ова ми е достапно. Разбирате? Не техника, туку врска. Врска. Ама тука, нели, некој ќе вели, не грижете се за ништо, значи ти сакаш да кажеш да живееме неодговорно. Се ми е седно. Не се грижам за ништо. Тоа не сака да го каже. Имам одговорности во животот. Ja? Се очекува од мене да сум одговорен во животот. Одговорно да живеам, ама моите одговорности можам многу полесно да ги носам. Кога знам, Бог е со мене, Бог ми помага и дури без излезни проблеми, има излез. Полесно ги носам моите одговорности.
Уште едно охрабрување што Бог ни дава, ова е сега во Стариот Завет. Значи, тоа е од 1000 години пред Христос, некој пишува вака духовна книга и таму вели: го барав Господ и тој ме послуша. Ме избави од сите мои стравови. Тој човек се плашеше. Секакви стравови, сценарии имаше што ќе се случи. И вели, што направив, беше, го барав Бог, му се молев на Бог, го повикував Бог, а тој ме послуша, ме знаеше и ме избави од сите стравови. После неколку стиха подолу, вели, вкусете и видете колку е добар Господ. Блажен е човекот кој се засолнува кај него. Пак велам, не зборувам за техника. Туку се засолнувам со сиот целиот мој живот кај Бог. За траен однос. Траен личен однос со Бог. Барам за солниште. Не само кога ми е тешко, туку кога ми е најлесно, сакам да сум со Него. Значи, кога ме фаќа страв, што ќе правам? Не трчам кај мојата психотехника, не трчам кај моите апчиња, кај моите цигари, кај мојот алкохол, не ја пикам главата во песокта, да не гледам, да не слушам, нека се случи што сака да се случи. Каде трчам? Трчам кај мојот Бог, кај мојот татко. Трчам кај Исус Христос, мојот Господ и Спасител. Нему му е дадена сета власт на земјата и на небото. И на тоа мислам. Јас имам проблем, не можам да гледам излез, а кој може сега тука да ме избави, да делува, да отвори пат? Оној кој му е дадено сета власт. И кој знае се и кој ме љуби мене и се грижи за мене. Знаете, со такви ветувања може да се живее и со еден таков жив Бог може да се живее прилично, во моето искуство, безгрижно. Јас не велам тотално страв, не знам ова она, не, тоа не би било вистина. Ви кажувам, кога ме фаќа страв, слушам вести. Таков закон германската влада ја донесу, овие ќе ме руинират. Што ќе правам? Еве ви кажав, бегам, укажувам на Господ. Сега не знам што ќе се случи, нели? Најкрупните прашања во животот се решени. Јас сум безбеден кај него. Што и да се случи? Од кога почнав тоа да го доживеам? Од како го примив Исус во моето срце. Тоа се случи пред многу години во Швајцарија, кога имав 16 години и кога ми стана јасно кој е Исус Христос, дека тој е вечниот Син Божи и дека еден ден тој ќе добие се да владе со овој свет. Некако сватив, ако Исус ќе владе со целиот свет, тогаш јас се наоѓам, јас сум бунтовник против него, јас не сакам тој да владе со мојот живот. Не му дадов да владе во мојот живот. И се најдов бунтовник. И кога тоа го сватив, дека тоа е основниот греф во мојот живот, сакав тоа да се реши и сакав да му се покорам на Исус. Јас тогаш се наоѓав во Швајцарија, излегов од... Тоа беше во една касарна во Швајцарија, замисли. И излегов, на паркиралиштето, клекнав измеѓу колите и му го кажав тоа на Исус, дека да сакам тој од сега да биде мој Господар. И тој дојде во мојот живот и ме смени тотално. Од тогаш почнувам да доживеам такви работи. Еве Исус што вели: дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременети со грижи, со стравови, со разни товари, и јас ќе ви дадам одмор. Јас, вели Исус, јас, не техниката,
Не алкохолот, или дрогата, или цигарата, или не знам што. Исус лично вели, јас ќе ти дадам одмор. Дали јас можам тоа да го објаснам како тој го прави? Не. Тоа можете само вие лично да го доживеете, ако вие лично ќе дојдете кај него. Тогаш ќе знаете како е тоа. Ама ќе биде, затоа што тој го ветува. Исус вели, земете го мојот јарем на себе. Знаете, Исус има нешто да стави на тебе. Јарем, од земјоделците, од земјоделството, знаеме, со јарем се поврзуваат животните помеѓу себе и со некој товар што треба да се влечи, например, воловите. И тоа е еден символ за власт. Некоја влада му наметнува на народот еден јарем. Даноци, закони, давачки и уште давачки. Знаеш? И понекогаш народот вели премногу тежок ни е тој јарем, што таа власт ни го поставува. И се бунат. Овој живот наметнува разни товари врз нас. Зборуваме за страх. А Исус вели, те молам, земи го мојот јарем. Секој ќе ти наметне некој јарем. Ако велиш фала Исусе, неќам, пак ќе носиш јарем. Ќе носиш јарем. Ќе носиш товар. А Исус апелира и вели, дозволи јас твојот животен товар да ти го наметнам. Затоа што јас те сакам, јас сум загрижен за тебе, ќе ти помогнам и ќе имаш еден јарем кој е, долу пиши, пријатен и лесен. Најдолу не можете да го читате поназад што седите. Значи, еве ќе ви го читам стихот уште еднаш. Земете го мојот јарем на себе. Со други зборови, прифати ме мене како твој господар, како твој спасител. Јас да го водам твојот живот. Јас да те водам, како добриот пастир, добриот овчар. Научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор за своите души. Јаремот на Исус значи одмор за мојата душа. Ветува тој. Зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Тој не е некој диктатор кој ги искористува своите поданици, ги убива, ги троши како потрошен материјал. Тој е тој што го дава својот живот за своите. И после вети, прифати ја мојата власт. И ќе видиш колку е тоа пријатно и тоа бреме е лесно. Значи, Исус апелира, прифати ја мојата власт, мојот јарем. Сликовито кажано. И важно е, секој од нас, независно како одлучуваме во однос на Исус, ако велам не, пак ќе морам да носам јарем, ама кој е тој кој ти го стави тој јарем на тебе? Може би ти самиот ќе се мачиш, не некој друг. Самиот ќе си направиш таков јарем што тоа ќе те скрши. Исус тоа нема да го прави. Знаете, јас 25 години живеам во Битола. И ако сега некој да ми каже, ова нам не ни треба, ние сме сите толку срекни луѓе, пукаме од среќа. Селам, немој да ме лажиш. Не е така. Јас, откако сум тука, во суштина поминувам време да ги слушам жалбите на сите луѓе. 25 години. И гарантирам, вие самите знаете. Многу срекни луѓе живеат тука. Ама и во Германија такви срекни луѓе живеат. Потреба имат од спасение, од сите тие јареми кои се наметнати на нив, и скитаме, бараме олеснување. И од еден јарем во друг паѓаме. А нема решение.
A tuka stoji Isus Hristos, koji vo teorija go znajeme, zato što nije bitolžani sme hristijani, neli? Povek je od nas. Vo teorija go znajeme, a vo praksa to ne go znajeme. Zažal. Znači, naši odgovor za naša ta nesreća, pegame od tuka, živeme vo druga zemlja. Ili nosime nekako so maska, go nosime ta breme, što go nosime i sme nesrekni, ama nosime maska. Mnogo drugi rešenja, drugi nemam načekano, iskreno kažano. Vi je sami te znajete. Ne sakam da se smejam za to, ama to je tako. I treba da sme iskreni. A tuka je Božji od sin i ni nudi jedan odgovor. Jedno lesno, prijatno breme od nego, od ljubov za nas napravljeno. Njegova ta vlast o naši od život. Kako go dobivam jaz? Sakam ušte jednaš, da go objasnam. Danes so high-tech ki rabotili, high-tech. Tu gledate Isus piši, ja? I vidite, jaz tukaj zboruvam, nekoj vernik vo Isus, vi kažuva, slušaj, primi go Isus, ti treba Isus Hristos vo životu. Primi go njegovi od jarem, to znači dozvoli toj da ti stane Gospod i Spasitelj. A ti veliš, ne, hvala, jaz baram samo pomoć, nekako baram pomoć u život od nešto, neko da mi pomogne. Ili baram, moram obratno ovo popravam, hajte, vi kažem, vednaš funkcionira mnogo dobro. Gledate na baram srekja, jaz baram srekja. Isus ne mi treba, jaz baram srekja. Ili što baram? Baram radost, baram uživanje. A to i hristijanino ti veli, primi go Isus. Ne me razbiraš. Jaz ne baram da sta religija da se zanesuvam sega. Ne, jaz baram mir. Baram mir, mnogo sum voznemiren, mnogo sum... A to i hristijanino ti veli, veruvaj vo Isus. Amen, ne. Može biti treba prostuvanje, može biti svesen da si zgrešio. Baram prostuvanje. Isus, imam došla sovest, mi treba prostuvanje. Mi treba sigurnost. U Minhen ima konferencija, sigurnosna ta konferencija u Minhen. Kada što se site, ne važno. Baram sigurnost. Ja? Ne znam, baram je mnogo nešta. Ljubov. Jaz baram ljubov. Kako ke dobijam ljubov? To je Isus, ne, religija ne mi treba, meni mi treba ljubov. Ja? Što baram ušte? Smisla. Baram smisla. Kadek ja najdam smisla? Ta moram da se najdam sami od sebe. Što je pravo? Ja? Što i da možeš da baraš? Dostoinstvo. Baram ljuge to nekoj da me počituva. Da me tretira kako čovek, kako da imam nekoja vrednost. Me tretirat kako gjubre. Kako da me ponižuva celo vreme. Na rabota, vo familijata. Znaš, hristijanino doagja veli, abe veruvaj vo Isus, ame slušaj, to je tvoj Isus. Ja sam izgazen kako gjubre vo prašinata me tretirat. Što ušte se bara? Nadež. Imaš li neka nadež v životu? Ili samo veliš nekoga ki završi i to je to? Realna nadež, živa, vistinska nadež. Vistina. Svet od ponco lagi. Site ne manipulirat, site ne lažat. Sakaš vistina? Znajte. Sve što Bog ima da ti dade, i Bog saka da ti dade, go dobivaš vo Isus. Evo. Ko dobivaš Isus, dobivaš sve. Svakijaš? Mnogo jednostavno. Daj, ja sakam vo Isus. Ja sakam Isus. Neki dodavam glede, ja sakam. Vi razbirate.
Ние бараме услуги секакви. Дай малце мир, дай малце смисла, дай малце успех, дай малце љубов, дай малце достоинство. И Бог вели, луѓе, слушајте, се сакам да ви давам во мојот возљубен син. Прими го него и преку него и во него ќе имаш се. И без него немаш ништо. Бараш мир, бараш среќа, бараш сигурност, смисла, надеж, прошка, вечен живот. Се го добиваш преку Исус во него. Прими го него. И Исус го добиваш само во целост. Во целост. Исус сака да ти биде спасител и добриот пастир, и најдобар другар и господар. Тој следи, тој води, ти следиш. Го добиваш Исус само во целост. Ама во него, помеѓу друго, живот без страв. Има една приказна, не знам дали е вистинска. Еден многу богат колекционер, галерист, починал. Тој имал највредни уметнички дела, собрано милиони вредност. Почина и сега има лицитација на давање на уметничките дела. Од целиот свет се собират галеристи, она колекционери, да, нека сделка да фатат нешто во тоа. Во салата на лицитацијата седат сите и еден таму вработен носи една слика. Од прилика. Ова слика, ваква слика. Некој млад човек, ништо посебно, некој малце аматерски, како се вика, портрет, аматерски портрет. И се вели ова единствената слика денешто се лицитира. Шо? Само ова не е ништо, што е ова? Луѓето се лути, луѓето се зарачарани, само ова, за ова не се прават пари. Не, сите заминуваат, лути, разочарани, она. Само еден останува таму. Тој се вели, јас толкав пат направив сега. Сега да заминам дома со празни раце, може би пак нешто ќе извадам. Ај, основна цена, не знам, $3,000. 5, да речеме $5,000. 5,000, еве твоја е. Твоја е, окей. Окей, добро. Значи, кога човекот оди, да си ја земе, да си ја собере сликата, плаќа тој, па оди да ја земе. Го носат во една друга сала. Таа сала полна сите дела уметнички на тој колекционер таму се. И човекот, службеникот вели, сето ова е твое. Значи, јас ја купив ова слика. Не, сето ова е твое сега. Сето ова е моje, да. Ова слика што ја купи, беше синот на колекционерот. Тој син многу рано почина. И колекционерот рече, кој сака да го има мојот син, ќе добие се. И таков е Бог. Тој вели, ако ти го сакаш мојот син, тогаш ќе имаш се. Се. Кој не го сака синот, го добива овој живот што го има веќе. До крајот. И тоа е дар од Бог. Ама повеќе Бог не може да ти даде. Затоа што се што Бог сака да ти го даде, со се срце, со сета искреност Божја, го дава само во Исус. Не зборуваме денес за техника. Како ќе се снајдувам со моите стравови? Туку со прашањето дали си спремен да се информираш, да се соочиш,
da se zapoznavaš со таа личност Исус Христос. И во Него Бог сака да ти даде се. И тогаш, во тој однос со Синот, ќе доживееш како во грижите и во проблемите Божиот мир ќе го пази твоето срце и твоите мисли во Христос Исус. Не во техниката која некаде ја научив. Ja? Туку во Исус Христос. Со Него добиваш се. И знаете што? Сега јас ке завршам. Како се вика, погрешно го проценив материјалот. Она што сакав да го кажам понатаму, ке го кажам на наредниот пат, окей? Значи, во вашиот интерес сега ке завршам. Ви благодарам за вниманието. Како што реков, наредниот пат ке зборуваме за власта на Исус Христос над смртта и реалноста на неговото воскреснување и што прави тоа со моите стравови и со мојата страв и од смртта. Значи, како што рековме, поканети сте да уште да останете. Како обично има некоја награда за оние кои издржија до крај, и кои ќе останат. Има и нешто благо, има дружење, имате прашања. Еве тука, јас сум тука, други ваши познаници се тука. Би сакал, ако има прашања и разговори, приметби, окей? Отворени сме и за тоа, окей? Good, фала многу.